Gold medal and European champion Belisto Janoski Matej, Macedonia. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Macedonia. Thank you. На телефонска линија го имаме Матеј Бели Стојановски, прилепчанец кој освои златен медал на Европско првенство во карате. Матеј, честитки од наша страна, од редакцијата на Шампион. И благодарам многу. Па да ни кажеш каде се случи ова и како се случи, како дојде до тој златен медал? Да, ова првенство беше во Кипар, во Лимасол. После 5 борби во саботата и издвоени 5 победи, во изборив место за финале во неделата и против грчкиот надпреварувач извоив победа од 2-0 и се кронисав со европско злато. Тоа 2-0, да појасниме за оние што не се запознати со каратето, што значи тоа 2-0, каков резултат е тој? За разлика од фудбалот. Па добро, тоа е уверлив резултат. 2-0 е 2 поени, затоа што е потесен резултат, затоа што во каратето нормално имаме и удари со нога во тело и освоени 2 поени и удари со нога во глава освоени 3 поени, така да јас во финалниот меч зедов 2 поени со рака, каде што се бодуваат со 1 поен и така извојував победа. Инаку, претходно како течеа борбите, каде беше најтешко да се пробиеш? Па да, првиот меч работев со такмичар од Белорусија, каде што извојував убедлива победа од 9-1. Вториот меч ми беше против представникот од Албанија и извојував победа од 5-1. Третиот меч против надпреварувач од Шкотска, кој на крајот на првенство беше и трети, извојив победа од 4-1, иако звучи уверлива победа, но тешка победа извојував тука. Потоа во четвртфиналето против представникот од Белгија, исто така тесна борба 5-4, и најтешка можеби полуфиналето и најважна, затоа што е еден вид борба за медал, извојив победа исто така од 5-4, но на почетокот губев со 3-0, но покажав карактер и успев да се вратам од 3-0. Добро, значи имаше и пресврт тука во овој меч. Да. Па да ни кажеш, кои беа твоите очекувања за разлика од ова што го заработи златниот медал? Дали очекуваше воопшто медал на ова европско младинско првенство? Да, нормално е да очекуваш, спортски е да очекуваш и да се надеваш на голем резултат. Јас оваа година започнав веќе со еден златен медал, кој го заработив во Грузија, во Тбилиси на серија, кој е доста престижно надпреварување, каде што во категорија има по 96 такмичари. И од 96 такмичари јас бев првопласиран. Значи не се работи за никаква случајност? Да, нормално, тоа не беше никаква случајност. Тоа беше само уште поголем мотив и поттик за ова европско првенство, кај што легов доста мотивирано и со голема самодоверба, пред се и голема поддршка од целата карате федерација, од сите мои другари, роднини и фамилија.
и големи беа очекувањата од ова европско општо и од федерацијата кон мене беа големи очекувањата за медал и го покажавме од карактер и покажав дека можам да освојам медал и поињина да се надеваат на мене за уште поголеми и сениорски медали. Некаде во Медиумбеве имаш најавено дека ќе атакуваш и на медал на Европското сениорско првенство. Зашто всушност се работи тука? Да, во мај имаме, крат на мај имаме Европско сениорско првенство во Франкфурт во Германија, каде што прво треба да изборам место преку државното првенство и потоа на Европско првенство ќе атакувам на сениорски европски медал. Она што рековме не е случајност, може да се поврже и со презимето Бели Стојановски, значи да се поврзе со твојот родител, татко ти Петар. Да. Па колку од него имаш земено од неговото искуство вткаено во ова сето што значи освојување на медал? Да, мојот татко тренер и селектор, пред се Петар Белистановски е европски медалист од и Мадрид во 1974 година, исто така и спортист на годината во таа година за Македонија и нормално тој ми дава голема поддршка и е тука секој за мене и нормално дека многу е битен во целата моја кариера и се надевам дека и допрва ќе биде исто така битен, затоа што ние сме сепак спортска фамилија и така. Да ни кажеш како ги поминуваш тренинзите, за кој клуб членуваш, каде најмногу го посветуваш тренингот, подготовката за овие надпреварувања? Да, јас пред неколку години настапувам веќе за скопскиот клуб од аеродром Олимпик Спорт. Јас сум исто така студент на факултетот ДИВ и често престојувам во Скопје, имам тренинзи во скопскиот клуб во Олимпик, но кога сум Прилеп, си тренирам тука во Прилеп во клубот, Прилепскиот клуб Спорт 94. Добро, тука да го привршиме разговорот, што имаш да им порачаш уште на љубителите на каратето, на спортот, на сите прилепчани што слушна на ова убава вест? Да, ова е еден огромен, можеби еден од најголемите успеси во историјата за Прилеп. Не се сеќавам дали имал Прилеп европски првак, европски медал, имал на европски првак, не се сеќавам дали имал. И сум горд за тоа што Прилеп, цела Македонија ја представувам гордо и дека мислам дека допрва ќе ја представувам и дека допрва ќе се зборува за мене. Пред се сакам да кажам дека спортот е нешто најубаво во светот и дека секој треба пред се поради здравието да го тренира. Исто така и карате е пред се и вештина и каратето, како што гледаме во последни години, па и можеби допрва ќе носи големи резултати од европски светски првенства и затоа можеби каратето и за младите е на најдобрите избори за спорт. Матеј, ти благодарам за ова време што го одвои за нашиот медиум и ти пожелуваме уште понатаму успеси. Ви благодарам многу.